Великобританија. И министерот за надворешни работи на Словачка Мирослав Лајчак реагираше на одложувањето на одлуката за одредување датум за преговори. Трамп во Орландо го најави почетокот на кампањата за негов реизбор. Може ли да се балансираат безбедносните потреби на САД со технологијата за препознавање лица? Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Министерот за надворешни работи Никола Димитров предупредува на последици, ако и во октомври нема одлука за преговори со Европската унија. Министерот за надворешни и европски работи на Словачка рече дека сега на ред е Европа да го стори ветеното. Владимир Мирчевски. Земји членки на ЕУ ја смируваат ситуацијата по вчерашните министерски заклучоци во кои се вели дека Македонија може да се надева на одлука за почеток на преговори за членство дури во октомври. Шефот на словачката дипломатија денеска тврдеше дека за земјава немало несогласување во Унијата. Никој не беше против, рече Лајчак во Скопје. И премиерот го вели истото. Ако има земја против, а порано нашата земја имаше земја против, ГАК не носеше вакви заклучоци. Нема значи ни една земја против, за да може ГАК тоа да го усвои. Министерот Димитров предупредува на последиците ако во октомври нема одлука. Мислам дека нашиот успех ќе биде важен сигнал за целиот регион. Доколку такво нешто не се случи, тогаш тоа ќе биде точка на таа перспектива. Уверувањата на членките на Унијата се дека ако не се случи нешто негативно и неочекувано, нема причина во октомври Македонија да не добие датум. Државниот секретар на САД Мајк Помпео изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп не сака војна со Иран, но рече дека САД остануваат подготвени за тоа што е потребно за да се спречи иранската агресија. Изјавата следи по нападите на нафтените танкери во Ормудскиот теснец. Facebook планира да лансира криптовалута наречена Libra следната година во време кога го проширува начинот на електронско и глобално плаќање. Популарната социјална мрежа представи амбициозен план за дигиталната валута наречена Libra со 28 корпоративни партнери, вклучувајќи ги PayPal, Spotify, Visa и Mastercard. Председателот на САД официјално ја стартуваше кампањата за реизбор синоќа во клучната сојузна држава Флорида. Трамп се надева гласачите следната година да го наградат за силната економија во државата, известува Джим Малоун. Air Force One неодамна слета за собир во Пенсилванија, клучна сојузна држава за изборите во 2020-та, каде председателот Трамп победи со тесно мнозинство во 2016-та. Тој гледа на силната американска економија како на адут во новата кампања. Политиката е непредвидлива. Но кога имате најдобри бројки за вработување во историјата, кога имате најниска стапка на невработеност во историјата, не знам како може да загубите на избори. Нова платена политичка порака по телевизиите од кампањата на Трамп ги потсетува гласачите на неговите постигнувања. Трамп и официјално ја стартуваше кампањата за реизбор во Флорида. Во моментов, поранешниот потпредседател Џо Бајден води меѓу демократските кандидати и е жесток критичар на Трамп. He's a threat, in my view, a threat to our core values. Неодамнешно истражување на национално ниво покажа дека Бајден и неколку други демократи имаат предност. Трамп ги отфрла ваквите анкети. Аналитичарот за ABC News Метју Дод се согласува дека анкетите може да се неточни во оваа фаза. Како што беше случај во 2016-та, работите се менуваат. Мислам дека председателот не сака да прифати дека можеби заостанува во анкетите, но важно е за демократите да разберат дека анкетите брзо се менуваат и не се индикатор за расположението во јавноста. И покрај силната економија, рейтингот на Трамп е низок. Ова е Лари Сабато. Ако се ограничиме на истражувањето во јавното мислење, ништо не е променето. Доналд Трамп има рейтинг од високи 30 до средина од 40% во речиси секој истражување за време на мандатот. Анкетите сугерираат дека Трамп и натаму има силна политичка база, но треба да најде начин да ја прошири поддршката ако сака да ги зајакне шансите за победа на изборите во 2020-та. Неодамнешниот повик на председателот на државата Стево Пендаровски за прифаќање на иницијативата на помалите политички партии за реформи во изборниот модел во јавноста предизвика различни реакции. Мики Трајковски ги пренесува оценките на експертите.
Измените на изборниот законник со воведување на така наречениот пропорционален изборен модел со отворени листи ќе биде далеко подобро решение отколку досегашното, каде пратениците се избираат по пат на пропорционален модел, но со затворени листи, смета професорот Јове Кекеновски. Според него, на овој начин ќе се намали можноста на партиските лидери да ставаат своји луѓе на изборни листи. Меѓутоа, чинам дека до тоа нема да дојде, од причина што сепак тие најавија некоја преполување од 6 на 3 изборни единици. Отворените листи значат дека граѓаните ќе можат да кандидираат одредена персона која што е припадник на одредена политичка партија. Кекеновски додава дека овој изборен модел би им овозможил и на помалите партии да дојдат до некој пратеник, но и се ќе зависи од цензусот, односно изборниот праг кој што ќе биде определен. Политичкиот аналитичар Алберт Хани смета дека отворените листи ќе придонесат за поголема демократизација на државата. Тоа би значило, вели тој, подиректна инволвираност на секој гласач во процесот на изборите. Не сум сигурен дека државата е сега спремна тоа да го прифати, да го смести во политичкиот систем, поради тоа што нашите политичари ценам дека се навикнати на тој комодитет да гласовите ги добијат во пакет, односно да се гласа за политичка партија, а не за индивидуа. Секако дека сме за тоа да има еден полиберален пристап и кога станува збор за изборите, за отворена листа. Мислам, тоа е нешто за кое што се разговара со години наназад и можеби ќе се надминат некои работи кои што се соочувавме во претходните избори. Со пропорционалниот изборен модел со отворени листи мандат за пратени ќе добијат оние кандидати кои од листата за пратеници на една партија ќе добијат најмногу гласови, за разлика од се уште актуелниот модел кога граѓаните гласаат за листа на пратеници. Од председателскиот кабинет вела дека председателот Стево Пендаровски смета и треба да има помал број на изборни единици, без праг или со минимален праг на потребни гласови, а во функција на проширување на политичкото представување во собранието. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Законодавците во Вашингтон дискутираат за софтвер за препознавање на лица. Полицијата вели дека технологијата помага да се идентификуваат и лоцираат осомничени криминалци, но поборниците за заштита на приватноста на граѓаните негодуваат. Араш Арабасади има повеќе. Оваа реклама од мобилната компанија на Кина сака гледачите да не се сомневаат. Големиот брат постојано гледа. Видеото покажува како преку моќта на мрежата 5G полицијата трага по осомничен низ преполни улици. Денеска, ваков вид на технологија е се уште повеќе фикција отколку наука. Но државата да ги надгледува граѓаните со технологија за препознавање на лицето е веќе реалност на некои места во светот. Тоа ги загрижува американските законодавци. Технологијата еволуираше рапидно без вистинско ограничување. Меѓупартиска група на законодавци го покрена прашањето како членови на безбедносни агенции имаат пристап до 640 милиони возачки дозволи и фотографии за пасош без претходно одобрување. Никој не потпишал такво нешто кога ја обновува дозволата. Не потпишале таков документ. Го сметаме за важен дел на процесот со цел до фотографиите да имаат пристап државни и локални безбедносни и федерални агенции. Законодавците велат дека софтверот за препознавање на лица е неконзистентен и полицијата е бавна во реакцијата. Имаме извештај дека FBI нема прецизни информации о системот, иако ги користи. Поборниците за заштита на приватноста ја поздравија транспарентноста во процесот на носење закони. Има диалог меѓу лицата кои што користат системи за препознавање на лица и граѓаните кои се мета на такви системи. Вистински чекор во вистински правец за отворена дискусија за технологијата на САД. Оваа технологија ниту прашува за дозвола за собирање, ниту за споделувањето на податоците, а тоа е средиштето на дебатата дали ги кршат основните граѓански права. Тука е крајот на вестите. До гледање до утре.